Матурантите годинава ќе го полагаат првиот дел од екстерното тестирање месецов на половина од материјалот. Прашањата се веќе познати, а за конкретните предмети учениците ќе дознаат 3 дена пред тестирањето. Матурантите ќе го полагаат само материјалот од првото полугодие, бидејќи напролет ја полагаат државната матура. Останатите ученици од прва, втора и трета година ќе се тестираат кон крајот на учебната година. На самиот почеток на второто полугодие од учебната 2013-2014 година, учениците од завршните години на средното образование ќе бидат екстерно тестирани на материјал кој што изучуван во првото полугодие од учебната година. Ова поконкретно за нашето училиште се однесува за учениците од четврта година. Екстерното тестирање на учениците од завршните години ќе се спроведе на 22 и 24 јануари 2014 година. Ова е унапреден модел на екстерното тестирање со кој ќе се елиминираат евентуалните технички проблеми. Во така наречен јавен отворен базен на прашања ќе бидат содржани прашањата за сите наставни програми од последната година во средното образование. Поволно за учениците, но истовремено и новина во околу екстерното тестирање, што во ова учебна година е креиран еден отворен или јавен базен на прашања по сите предмети кои што се опфатени во екстерното тестирање. Тоа значи дека учениците може да ги знаат сите прашања кои што ќе бидат поставени на екстерното тестирање. За учениците од завршните години овие прашања бе објавени на 25 декември 2013 година на веб страницата на Државниот испитен центар, така што тие ги знаат овие прашања кои што ќе бидат поставени на екстерното тестирање и имаат доволно време да се подготват за успешно да го спроведат самиот тест. Според правилникот и според најавите од Министерството за образование и наука, учениците од завршните години 3 дена пред спроведување на самото екстерно тестирање, односно на 19 јануари 2014 година, ќе знаат по кои два предмета ќе бидат екстерно тестирани, односно по кои два предмета ќе се проверуваат нивните постигања. За успешно спроведување на екстерното тестирање во нашето училиште се направени сите подготовки според правилникот и според напасвијата од Министерството за образование. То значи пред се целта ни е да се отстранат техничките проблеми и да се спроведе успешно самото екстерно тестирање. Инаку веб страницата на која што може да се најдат прашањата за самото екстерно тестирање им е навремено посочена на учениците, така да тие имаат доволно време околу подготовките за самото екстерно тестирање. Според проценките, околу 60.000 прашања има севкупно за сите струки и насоки, од кои 3.000 прашања за целосната наставна програма, кои ќе бидат распределени по ученик. Еден ученик ќе треба да повтори од 2 до 3.000 прашања 3 дена пред тестирањето, кога ќе бидат познати предметите, тој ќе може да се фокусира само на нив.